Темата на денешната пресконференција е предлог насоки за развој на секторот туризам и угостителство. За таа цел на почеток на пресконференцијата ќе дадеме краток статистички преглед согласно последните статистички податоци што го објави Државниот завод за статистика. Бројот на туристи во периодот јануари-мај 2017 во споредба со истиот период лани има раст од 11%. Поголем е процентот на пораст на домашни туристи, околу 13,2%, а растот на странски туристи е околу 9,9%. Во делот на ноќевањата, отприлика растот е идентичен со бројот на гости, односно 11,8% имаме раст на ноќевањата во периодот јануари-мај 2017 во споредба со истиот период претходната година. Во делот на домашни туристи кои ноќевале во нашите угостителски објекти, растот е 10,1% и во делот на странски туристи 12,9%. Она што би сакале да кажеме, ние во неколку наврати даваме статистика за тоа со каков капацитет во делот на угостителството располага Македонија. Меѓутоа сега само накратко ќе кажеме дека во Македонија се евидентирани официјално и категоризирани 450 хотелски објекти со близу 8000 соби и нешто повеќе од 17.000 легла. Бројот на активни деловни субјекти заведени во Државниот завод за статистика како објекти за сместување и сервисни дејности со храна е околу 4.500 компании со над 26.600 вработени. Согласно стратегијата за туризам, предвидено е туризмот во следниот период да достигне учество од 5% во бруто домашниот производ. Во овој период, заклучно со 2016 година, учеството на туризмот во бруто домашниот производ е 2,2%. Имајќи ги во предвид стратегиските предвидувања и она што се актуелни статистички податоци, Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија во одредени години наназад разговара и алармира за тоа што треба да се направи и во кои насоки треба да се движат активностите со цел секторот туризам и угостителство да достигне раст од 5%, односно да достигне учество до 5% во бруто домашниот производ. Имате поделено материјал во кој што се наведени насоките каде што Сдруженијето за угостителство и туризам смета дека треба да се иницираат разговори, средби, дебати со надлежните државни институции и тие насоки се поделени во 3 сегменти, што конкретно треба да се сработи во секторот туризам, што треба да се сработи во секторот угостителство и третиот дел е делот кој што ние го посветивме на образованието и законската рамка за вработување во угостителството и туризмот. Јас би сакала само да кажам дека на 13 јуни минатиот месец Сдруженијето за угостителство и туризам ја имаше последната своја седница на која што се расправаше за актуелните состојби во секторот и за насоките за натамошен развој на туризмот, на угостителството, а не помалку значено како што веќе рековме на образованието и законската рамка за вработување во дејноста. Согласно сето ова, на 23 јуни беше доставена информација на Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија за актуелните состојби во секторот туризам и угостителство до ресорното Министерство за економија, согласно која информација предлагаме да се иницираат состаноци на кои би биле присутни не само министерот за економија, туку и представници од владата, во чија надлежност се и работењето на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како и Комитетот за туризам, но не помалку важно е на таквите состаноци да бидат присутни представници од Министерството за образование и од Министерството за труд и социјална политика, сектори кон кои исто така ова здружение има своји предлози, иницијативи и размислувања. Во согласност со програмата на Сдруженијето за туризам и угостителство при Стопанската комора на Македонија, која е зацртана, донесена како работна програма за 2017 година, во интерес и со цел да се подобрат условите во кои функционираат, односно работат сите чинители на туризмот. Ние како здружение сакаме да издвоиме неколку од оваа област, да издвоиме неколку точки, односно неколку актуелни проблеми
за кои претходно за некои од нив имаме претходно барано работни средби со Министерството, имаме инсистирано да се решат. Некои се нови, настанати од актуелните состојби, па би одел поред. Значи, прво, што ни се наметна нов, како нова тема, нов проблем, условно да кажем, тоа е промена на комисијата, односно, да речем и корекции на моделот за категоризација на хотелските објекти во Македонија. На кратко, за што се работи, уште во претходната влада, како здружение, баравме и искажавме наш став дека несогласување со предлогот на владата и со донесување решение за таков начин на категоризација, односно формирање на таква комисија која е гломазна и нефункционална. И ќе бидам слободен, ќе кажам, можеби ќе кажам слободно дека се доведува во прашање и стручноста на комисијата за категоризација со исклучоци кои неколку личности внатре во комисијата се квалификувани, меѓутоа поголемиот дел од чинителите, луѓето што се сочинуваат комисијата, мислам дека не се баш соодветно одбрани за да учествуваат во таа комисија. Значи, инсистираме подхитно да се смени кај новата влада, односно кај Министерството за економија, инсистираме подхитно да се смени составот и структурата на членовите на комисијата. Поврзано со ова прашање, одма се наметнува согласно промените што ги имавме од страна на Министерството, односно на владата за рекатегоризација на објектите, поминаа сите рокови, имаме проблем со категоризираните хотели, се уште немаат подпишано решение за категоризација. Значи, ќе повторам, кај оние хотелски објекти каде што има поминато комисијата за категоризација, односно во случајов рекатегоризација, ги нема министерот се уште подпишано решенијата, новите решенија, а имам информации од објектите дека инспекцијата на терен работи и инсистира да ги добие решенијата. Значи, бараме во најкраток можен рок, што е можно побрзо, министерот да ги подпише решенијата за рекатегоризација, па и за категоризација кај новите објекти. Наредна точка за која мислиме дека треба да се реши, уште и со прошлата влада дискутиравме, тоа е работното време на хотелско-угостителските објекти во Републиката, посебно во оној дел, да речем условно во руралните подрачја, односно онаму каде што немаме проблем со работното време. Значи, согласно Законот за угостителство, сите се ограничени со работното време угостителски објекти. Сме на мислење дека туристичките дестинации, поразвиените, па и оние што не се толку развиени, како Охрид, Крушево, Маврово, зимниот, летниот период, Берово и така натака, мислиме дека сме на мислење дека не е баш рационално да има такво работно време како што сега е во законот. Затоа инсистираме со новата влада, со новиот министер за економија, да поразговараме околу промена на работното време. Наредно што сакаме да разговараме, тоа е во делот на работната сила, односно имаме проблем со условно, нели, ние како го викаме со персонал, односно со вработените. Значи, ни опаѓа драстично бројот на вработените. Знаеме сите зашто, дека голем број одат во странство, се иселуваат времено, привремено и за стално. И нашите објекти имаме, во нашите објекти имаме голем проблем со обезбедување на време за времена работна сила, меѓутоа и за стални вработувања. Предлагаме посебно во текот на летната сезона, значи во шпицот на туристичката сезона, Министерството за труд и социјала заедно со Министерството за економија да се изнајде некаков модел, значи во соработка повторно со чинителите на туризмот, угостителските објекти, да се изнајде некаков модел како би им помогнале и на оние што сакаат да влезат во туристичката дејност и на угостителските објекти. Наш предлог е да бидат ослободени од придонеси, полесно да можат да влезат во
во секторот полесно да се вработат времено и да немаат објектите да немаат толку големи сериозни обврски. Иницијативата ја даваме на разгледување со цел да останат, да ги задржиме во Македонија и воедно и да го решиме проблемот со работната сила. Затоа што сепак се работи за времено вработување, тие студенти или млади одат во странство, работат за месец или 2 месеци и се враќаат повторно назад, значи тие не се трајно иселени, него се само времено. Сме на мислење дека овие оптеретувања од страна на државата додатно ни ја комплицираат работата. Друго што би сакале да потенцираме, владините институции често пати одат на советувања, семинари, симпозиуми во околните земји, во близината, па и подалеку, и таму ги организираат нивните активности. Сакаме да ја предложиме на владата, односно на Министерството за економија, како што е впрочем и во другите држави околу нас, да се донесе една уредба со која ќе се наложи јавните предпријатија, државните институции исклучиво да мораат овие семинари или вакви активности да ги прават во објектите во Македонија. Сме на мислење дека имаме добри објекти, квалитетни, кои секако можат да понудат угоден престој во Македонија, а воедно и ќе биде како финансиска помош на нашите фирми, нема парите да се одлеваат надвор. Тоа би било за сега што ние предлагаме, зашто правиме иницијатива кај новиот министер и кај владата да разговараме за овие теми.